Политиката и понатаму е главен провокатор за говорот на омраза, стои во најновиот извештај на Хелсиншкиот комитет за човекови права. Говорот на омраза за политичките случувања присутни во медиумите и на интернет. Со оглед на актуелните политички случувања околу промената на името, одржување на протести против промената на името, донесувањето на законот на јазици, голем број на коментари беа затекнати на социјалните мрежи како реакција на медиумските објави. Добар дел од извештајот на Хелсиншкиот комитет за човекови права е за судската власт, односно за предлог законот за изменување и дополнување на законот за судовите. Коментарите, односно забелешките кои ги дава Хелсиншкиот комитет за човекови права, се во однос на изборот на судиите, реорганизацијата на судовите. Препорака и законот за бесплатна правна помош кој е пристигнат до собранието да се врати на доработка, со цел истиот да се подопри. За Хелсиншкиот комитет за човекови права не е јасно зошто невладиниот сектор бил повикан на јавна расправа за стратегијата за образование од 2018 до 2025 година, кога препораките не се офатени во оваа стратегија, а се однесуваат за подобрување на условите за едукација на децата со посебни потреби, вработување на дефектолози за децата во руралните средини, намалување на бројот на роми во специјалните образовни институции, подобри услови во училиштата.